Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, бидејќи вие и јас во наредните 50 минути имаме право да ја дознаеме вистината. Ова сезона, почитувани гледачи, емисиите ги правиме на тој начин што секоја наредна се надоврзува на претходната емисија, како еден вид на лескувачки воз, и одредени теми кои сме ги отвориле во претходната емисија, ние ги доразработуваме во наредната и тој циклус ќе продолжи некаде до јуни-јули наредната година. Во оваа емисија ние ќе отвориме прашањето дали ќе има нови граници на Балканот, дали ќе има нова јалта на Балканот, како ќе дојдеме до тие нови граници или до таа прераспределба на моќта на Балканот и дали е тоа возможно без нова војна или без нови конфликти. Вечерва имаме 4 гости. Првиот е Хакија Мехолич, војниот командант на Сребреница. Вториот е Драго Хедел, еден од тројцата најголеми истражувачки новинари на просторот на поранешна СФР Југославија. Третиот е нашиот познат пријател Змагоје Линчич и четвртиот е министерот на полиција на кантонот Сарајево, господинот Катица. Хакија Мехолич. Да. Воен командант на Сребреница. Да. Неколку години се обидувам да направам интервју со вас. Имате многу интересна животна приказна. На крај еве ноември 2019 година ми се исполнува желбата да направим интервју. Како сте? Па, nisam baš dobro, ali eto. Па Бога ми сте поминале многу. Pa, da vam kažem... Добро е што сте живи и добро е што сте нормални. Pa dobro, pitanje je, znate kako ja to kažem, pitanje je da li smo mi na prostoru ove bivše Jugoslavije normalni ljudi. Jer či nam se ovo događa. Ете како викате, ако бевме нормални, до сега или ќе умревме или ќе се иселевме. Да. Веројатно помалку сме и ненормални. Да. Затоа сме тука и затоа обстојуваме, предпоставувам. Ma da, zato kažem, plašim se za budućnost mladih. Bez obzira, rekao sam, nisam nacionalista. Mi smo jedan narod na ovim prostorima. Ja nisam ni Turčin, ni Arapin. Ja sam Evropljanin. Neko je moj primio islam. I ja nemam ništa ni protiv jedne vjerske zajednice, ali protiv službenika sadašnjih koji protežiraju ovakvu vjeru ispovijest, bez obzira o kojoj se radi, da li to je islamska, katolička, pravoslavna, uz dužno poštovanje pojedincima, ali većina su zli ljudi, većina ljudi radi protiv onog što piše i u Bibliji i u Kuranu, većina ljudi sije mržnju. И клучното прашање на ова наша вечерашна емисија, дали се возможни нови јалти, нови дејтони, нови граници, нова прераспределба на моќта без нови конфликти на Балканот. Ако се влези во нов процес на менување на граници, до каде тоа може да оди и може ли тоа да предизвика нова војна и нова нестабилност на Балканот? Македонија, Косово и Босна се државината пет. Никој нема да менува граници во Словенија или во Хрватска, ќе менува во Македонија, во Босна и во Косово. Можно ли je to? Svaka promjena granica u novoj istoriji na Balkanskom poluostrvu znači, ili težnja za promjenom granica znači upravo to vrstu nesporazuma između naroda, između država i koja obično rezultuje time da imamo rat. Tako da bilo koja ideja za promjenom granica sigurno ima oni protagonisti takve vrste ideje su svakako neko ko nas uvodi u takvu vrstu razaranja. Ono što ja mogu reći da je Bosna i Hercegovina hiljadugodišnja tvorevina koja ima svoju historiju, ima svoju, dakle, historijsku utemeljenost kao takva, ima svoje avnevske granice koje su nepromjenjive i smatram to kao jednom vrstom nepromjenjivog temeljnog političkog stava koji vlada u Bosni i Hercegovini. И то, ако се лезе во процес на интегрално решавање на српското прашање и интегрално решавање на албанското прашање, то нема да биде можно без менување на граници. Колку што јас гледам, и србите и косоварите си имаат согласено околу промена на границите. Проблемот е колку да се менуваат границите и како тоа да се соопшти пред нивните јавности. Ако те си има договорено или имаат прифатено и дошле дури до фаза на исцртување на мапи, карти и така натаму, тоа значи дека некој од големите сили им дал согласност. Ово однесување на Франција во однос на Македонија, ово однесување на Србија, со амбасади, со представници на БИА и така натаму, со правење или влегување во одредени форми на нестабилност, говори дека тоа може би дел на едно пошироко сценарио. Што во таква ситуација? Ево нека е моје последно прашање. Што во таква ситуација? Pa, to je, polazite
od teze da je to već nešto iscrtano, da je neko to već odlučio da bude iscrtano. Ja neću da dolazim do te faze kada su one već iscrtane. Ne smiju biti iscrtane, barem što se tiče države Bosne i Hercegovine. Kažem da su to granice države Bosne i Hercegovine onakve kakve su 1000 godina i onakve kakve su stvari Abnerske granice i to pitanje granice inače na nivou države Bosne i Hercegovine postoje institucije koje se brinu o tome. Dakle, ja ne bi mogao više ništa reći o tome što vi meni pitate. Очигледно дека Европа се дели на два дела, на источен и на западен дел. Ние сме некаде на средината, тоа секогаш сме биле. Јосип Брос Тито знаеше како да владее и како да управува и како да се прилагодува на таа поделба на Европа на два дела. Всушност тој беше сервоволонот или сервоуредот кој ги поврзуваше тие два дела на Европа, на источен и на западен дел. Поранешна Југославија е границата кај што Европа се дели на два дела. Балканот и Европа во наредниот период ќе се делат на два дела. Тука се поставува прашањето каде и во кој дел ќе заврши Република Македонија. Европа нема проблем да ги прими мигрантите и ги прима мигрантите, а има проблем да ја прими Македонија. Видите, кој е тој апсурд? Кој е тој апсурд? To nije apsurd, to je lopovluk, evropski lopovluk. Jer Evropu baš briga za sve. Evropu interesira samo ova multikulti varijanta gdje treba da se izmeša sve da nestaju nacionalne pozicije, da nestaju nacionalne države i da nestaju nacije, da nestaju Makedonci, da nestaju Srbi, da nestaju Slovenci, da nestaju, Austrijanci, nego da se napravi neki konglomerat, pogotovo nekih smeđih ili crnih, sa nekolicino bele rase. Значи, како Еврокрам, малку бело, малку црно, па кога ќе го измешате, ќе стане некоја мешавина. Малко belo, mnogo crno. Mnogo crno. To je njima interes. Значи, Еврокрам со многу црно. Еврокрам sa mnogo crno. Со многу чоколада. Tek toliko nešto malo belo. Малку бело. Толку ќе остане. Kako? Толико ќе остати бело. Pa, daj Bog da ostane nešto beloga, ali kako rade, nije dobro. И што ако Ердоган остане и реализира својата закана, дека ќе пушти барем еден дел од тие 3 милиони бегалци, мигранти од Сирија и од останатите арапски држави, кои во моментот се наоѓаат на територијата на Турција или се во тие бегалски кампови во Турција. Што ќе се случи со Балканот и со Европа ако Ердоган ја крени рампата и тие мигранти ја преплават Европа или го преплават Балканскиот полуостров? И постојано ние говоревме само што не почнала бегалска криза, само што не почнала бегалска криза. Ако навистина се изнервира Ердоган, може да почне таа бегалска криза. Во вакви држави, какви што се поранишните југословенски републики, кај што во најголем дел постои една апатија, една разочараност после распадот на СФР Југославија, бидејќи економското ниво не го достигна тоа ниво кој ние сите го посакувавме, младите се иселуваат, можно е да ни населат бегалци. Можно е дел од тие 3,5 милиони бегалци со кои се заканува Ердоган да останат во нашите држави. Znate kako, najprej u vezi ovog jugonostalgije. Možda je jugonostalgija kod starijih generacija, jer Jugoslavija je bila država, znalo se ko pije, ko plaća. Danas je sve, direktno rečeno, razjebeno. Nema više ničega, nema ni više pravde, nema više da neko štiti radnika, nema više toga da iduš u školu pa ne treba da platiš za svaku stvar. Петта војна сила беше JNA во Европа. Па да, била е. Ние сега немаме војска, Бугарија или Грција, ки ни го чуват македонското небо. Да. И тоа разочарува. To je nezamišljivo. И тоа разочарува. Како не? Видите тука над Трст, американски авиони пред 60 години Тито ги имаше соборено. Тако е. Бидејќи го повреди воздушниот простор на параметрот. Istina. Da. A tada smo bili država. Danas nije država ni Slovenija, ni Hrvatska, nije ni Makedonija država. Се претворивме во вазали, кој што сака ни прави, кој што сака ни кажува и ние не можеме да се протиставиме. Sad mi treba da radimo ono što kažu Amerikanci ili Evropska unija, ali Evropska unija i Amerikanci radi samo za sebe, za svoj džep, za svoje koristi i za nikog drugog. Хахе Михојлич беше воен командант на Сребреница 1993 година, според неговите ексклузивни сведоштва од него Алија Изетбеговиќ бараше да се случи масакар во Сребреница, дека таков бил договорот со Бил Клинтон, тогашниот претседател на Соединетите американски држави, и дека врз база на тој масакар требало да биде обезбедена НАТО интервенција на територијата на Босна и Херцеговина. Меѓутоа да не должиме, еве што за тоа вели Хахе Михојлич. Да убиват, да масакрират, да прават геноцид, да имате семејна трагедија со вашиот брат. Семејна трагедија со вашиот брат, кој е зверски
ubijen vo Crna Gora. Da. Moj brat je 92. godine sa porodicom, prije nek što je izbio rat, otišao tamo u Crnu Goru jer je tamo imao na moru vikendicu, plac na njemu. On je završio ekonomski fakultet, on i njegova supruga, ona je Sarajka. Oni su ošli tamo, došli su ljudi, odveli ga, gore napale. Tako da, na Palama je gore mučen, ubijen, ucjenjivan sam za njegove kosti. Ne daju mi kosti. Tako da, tužio sam ja Crnu Goru i dobio sam ja Crnu Goru. Zašto je tužite? Za masakrut? Pa da su mi brata predali, zašto? Nije ništa uradio. Pa to je bilo i na Skupštini Crne Gore. Imam ja to negdje kući. Imam ja i na dnevnom redu što je bilo Skupštine. Osjećat dijelovi po dijelovi na tijelu? Da. Sjekli su njegove dijelove, vadili moć. Tako da, drugi brat i otac su mi ubijeni kad je pala Srebrenica. Oni nisu prošli, ja sam prošao šumom i tako. To je to. Tako da mi je to, čim počnem da pričam, počnem da se znojim unutra. Vrati me to u mnoge izdaje, mnoge što me štitila Ujedinjene nacije, zaštićena zona Srebrenica, pa se dogodi to što je se dogodilo. Tamo se Kolonjani, tamo se Francuzi. Da, tako da nisam I dobro, kako da vjerujete u međunarodna zajednica? Ne vjerujem nikako. Ko ta međunarodna zajednica ostava da ne napraviti masakr. Ne vjerujem. Drago Hedel го открива случајот Овчари, или тоа најголемиот масакар по завршување на Втората светска војна на просторот на Европа, 3 години пред да се случи Сребреница. Како по некој холивудско сценарио се реализира целиот тој случај. Оперативци на хрватските служби, на хрватска удба или на хрватски КОС, заминуваат во Брисел. За 2 милиони германски марки ги купуваат видеолентите. Одседнуваат во хотел на улица Авени Луис број 93. Се среќаваат со Срби од Вуковар кои го направуваат или го реализираат тој масакар. И тие им ги продаваат тие видеоленти за 2 милиони германски марки. Значи луѓето кои го прават масакрот, на луѓето кои треба да го спречат или да го истражат масакрот, им продаваат видеоленти во вредност од 2 милиони германски марки. Тоа е таа перверзија на војната. Во војната се случуваат такви работи, почитани гледачи. Холивудски делува таа приказна. Платени 2 милиони марки, однесени во Брисел, телефони, јавување. Фрањо Туџман знае. Првата информација ја доставува Желко Ренатовиќ Аркан. Врз база на таа информација хрватските служби обезбедуваат пари, обезбедуваат пасош со име на мексикански некои туристи, така натаму и се реализира целата таа операција. Можете ли да раскажете таа операција, бидејќи вие сте опишувале за македонските или за нашите гледачи? Dakle, postoji priča, ja moram reći priča jer nisam vidio dokument pa ne mogu utvrditi da postoji, ali postoji priča također koju je ispričao Ferdinand Jukić, ja sam o tome pisao u Feralu u nekoliko puta, da dakle postoji snimka masakra na Ovčari. Ovčara je jedan od najstrašnijih, mislim i najstrašniji zločin koji se dogodio u ratu u Hrvatskoj 90. godina, gdje je više od 200 ljudi, mahom zarobljenika iz Vukovarske bolnice, odvedeno na jedno poljoprivredno dobro pored Vukovara i ondje su ubijeni i sahranjeni u masovnu grobnicu. И гледате, почитувани гледачи, кај нас има телефонски снимки или аудио снимки на незаконски пристручкувани развори, во Хрватска има видео снимки на одредени масакри. Сценариото е исто. Со помош на службите, со безбедот одредени снимки и со помош на тие снимки се влие врз политичките разврски или со ценуваат одредени луѓе. Технологијата е иста. За сите тие работи стојат службите, дали УДБА, дали КОС, се едно. Битно е технологијата. Технологијата не е промената изминатите 30 години. Тие се истите луѓе кои владееле пред 30 години, владеат и сега. Може би на нивно место се дојде нивните деца, нивните синови или нивните внуци. Тоа се децата на комунизмот. Jukić je ispričao vrlo detaljno tu priču, da je sudjelovao u tome da se ta kazeta, za čije se postojanje saznalo da postoji, da je ona kupljena i da je do isporuke došlo u jednom kafiću u Briselu, u čemu je on osobno sudjelovao. Cijena je bila 2 milijuna tadašnjih njemačkih maraka, oni su kazetu preuzeli, donijeli su je u Zagreb i prema pričanju Ferdinanda Jukića, ona je prikazana u najužem krugu suradnika predsjednika Tuđmana
i po onome što je on ispričao, to su bile vrlo mučne scene masakra koje se naravno teško uopće ih zamisliti i opisati. On mi je rekao, dakle Jukić mi je rekao da je predstavnik bio šokiran onim što je vidio i da je tražio da ta kazeta ne dospije u javnost s obzirom na to kakve bi mogla reakcija izazvati. Ako neko je spremen za Dayton da likvidira 5000 luge, внимавајте, 5000 луѓе, значи не 5000 говеда, не 5000 кучиња, туку 5000 луѓе за да биде реализиран Дейтон или да се дојде до мировен преговор. Значи да се воспостави мир, требало да бидат ликвидирани 5000 луѓе. Дали за нов мир, за нов Дейтон, за ново прекројување на границите ќе биде неопходно повторно жртвување на одреден број на луѓе. Иднината ќе покажи како ќе биде реализирана целата таа разврска и каква разврска ќе имаме во наредната година или наредните години на Балканскиот полуостров. Не може еден договор да се направи ако нема предавство, ако нема одредени нечесни игри, комбинации, за да може да се направи тој договор. 28. septembra 1993. godine delegacija Srebrenice u kojoj sam ja bio, kao načelnik stanice policije Srebrenica, mnogi kažu komandir je ono, ima komandira, ali načelnik je bio, znate zašto? Nije to samo policija. U stanici policije, to je bilo i u Makedoniji, bilo je i za izdavanje vozačkih dozvola, lične karte, oružja. Znači, jedan od komandantika. Znači, ja sam bio na vrhu te piramide, a tamo sam imao sam onda šefa krim policije, kojima sam ja bio šef, ali on je bio dole, ovam sam imao komandir stanice policije, ali sam ja bio šef. Znači, načelnik je policije šef. Zato je vikate vojniot ili ratniot komandant na Srebrenici. To sam ja bio. I onda sam 28. septembra 1993. godine UNPROFOR je došao s helikopterom i dovezao nas na aerodrom, s aerodroma u transportir i u Holiday Inn. U Holiday Innu smo imali prvo razgovor sa Izetbegovićem. On je sjedio na jednom pročelju, ja sam na drugom. I on je ovako rekao: kako ste, dragi moji Srebreničani? Dobro je, kako ste vi, predsjedniče? Kaže, nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija na 100 snaga na srpske snage diljem Bosne i Hercegovine. Ja sam skočio i rekao, sti lud, ko će reći ti na klanje, ti ne ideš, ti na klanje, sad će biti sa mnom. Onda je on rekao da ima ponudu drugu da se zamijene teritorije. Srebrenica, Vogošća i tako dalje. I onda su i drugi uključili i rekli, pa nismo mi došli ovdje, nismo ovlašteni da mijenjamo teritorije mi. Da će nas narod tamo tako. I mene su kasnije vodili da, pošto su ovi prihvatili, ja nisam, vodili me na prevaspitanje po Sarajevu ovdje. Tako da ja nisam me uspjeli prevaspitati, ja nisam prihvatio to. И гледате коинциденција, почитувани гледачи. Кои две држави беа најмногу виновни за тоа што се случи во Босна и Херцеговина, посебно во градот Сребреница, тоа е Холандија и Франција. И кои се двете држави кои најмногу се бунат овој регион да стане дел на Западна Европа, односно дел на Европската унија? Франција и Холандија. Случајност не би рекол. Тоа се всушност геополитички игри. Геополитички игри кои биле пред 20 години, кои се исто така на сцена и денес. Како да се води 50-70 години некоја специјална војна кон словените. Да. Значи, кој ќе земе покрај сите разлики, културолошки, верски, така натаму, помеѓу западни, источни и јужни Словени, сепак е тоа најголемо во наводници племе, или најголем народ, или најголема популација во Европа, повеќе од 200 милиони луѓе. Да. Ни германите не се толку бројни колку што се словените. Како да се води некоја специјална војна, како всушност да се настојува словените да не го добијат приматот или водечката улога во Европа, освен кога е Втората светска војна, кога треба да се гине и кога треба да се ослободува Европа, тога се словените добри. Da. Pa tako je to. Europa je uvek je radila za sebe. Englezi su uvek razmišljali samo o sebi. I ako su nekog trebali da im pomogne, onda su došli kod njega pa ga uvukli. Pa zna se kako je bilo za vreme Drugog svjetskog rata. Dok su trebali Sovjetski savez, ono su bili saveznici. A onda odmah su bili svak na drugoj strani. Rusija не е европска држава, иако ослободи пола Европа,
Pa je, A Франција која беше капитулирана, која ни 2 недели не се бореше против германците, која имаше таа фашистичка или колаборационистичка влада. Пола Француска е чак сураđivalo sa немцима. Со германците има влада во екзил на генералот Де Гол, е Франција водечка сила во Европа. Како после 70-80 години се смени све? Нова приказна, нова парадигма во Европа. Pa zbog toga je bilo potrebno uništiti Jugoslaviju. Pоради тоа? Da. To je jedna od bitnih stavki gdje je Jugoslavija smetala. Jer Jugoslavija je bila na strani saveznika, ona je bila kod pobjednika u Drugom svjetskom ratu. A šta se danas govori? Danas pogledajte Hrvatsku. U Hrvatskoj je ustaška varijanta najbolja, najljepša. Opus Dei dominira vo Hrvatska. Vlada je vo Hrvatska. Ja bih čak rekao da se vidi da je Hitler je pobedio u Drugom svjetskom ratu. Jer kad se pogleda kako je Merkelica radila je sve po principu onog Hitlerovog plana kako će biti u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Hitlerovi ljudi su imali sastanak, ja mislim u augustu mjesecu 1944. godine u Strasburu, kako će biti poslije rata u Europi. I ide tim pravcem, sve ide tim pravcem. Jedina greška koju je Merkelova napravila je to kad je rekla ovim migrantima willkommen, dođite u Njemačku. Jer tu je napravila grešku. Inače sve ide kako treba. Po njihovim planovima. Велат луѓе, полу на зафарканција, полу во вистина, дека ако постоел интернетот во време на Хитлер, Хитлер уште ќе бил на власт. Сигурно. Во Германија. Сигурно. Кога ќе ги прашате хрватите, кој е човекот кој најмалку го сакат, или најмногу го мрзат, или им направил најмногу зло во изминатите 25 или 30 години, тој е Желјко Разнатовиќ Аркан. Мито кога ќе ги прашате хрватските политичари, од кого го купуваат првото оружје, кои хрватските зенги и тие паравојни формации го користат во војната од 91, 92, 93 година, исто така ќе ги одговорат дека оружјето го купиле од Желјко Разнатовиќ Аркан. Значи човекот кој е начело на паравојните формации, кој во името на Србија војуваат во Хрватска, на истите хрвати им продава оружје на црно. Postoji i jedna ozbiljna priča osobe koja je radila u hrvatskim tajnim službama, nažalost pokojnoga Ferdinanda Jukića, koji je ispričao kako je prve količine Hrvatska nabavila upravo od Arkana, zahvaljujući njemu, prve količine oružja, šleperima, nekoliko šlepera oružja i koje je plaćeno zlatom koje je bilo zapljenjeno u Županijskom sudu, tadašnjem okružnom sudu u Osijeku. 12 šleperi. Da, govorilo se... Станува збор за 12 шлепери. Ке ве дополнам, господинот Крамарич, кој е тогаш градоначалник на Осијек, допред некоја година беше амбасадор на Хрватска во Република Македонија, или велепосланик на Хрватска во Република Македонија, и во некои интерни разговори е потврди таа приказна дека имало такви индиректни комуникации со Аркан, што значи дека Аркан, освен што е нели персонификација на тие паравојни формации на србијанската политика или на тогашна Србија на Слободан Милошевиќ, сепак имал и блиски комуникации во време на војната со државниот врв на Република Хрватска. Да, што фрла е на друга светлина на целата работа. Да, познато е да Аркан био ухичен у Хрватској, dakle... Постојано е надпреварен или Динамо Црвена звезда. Да, наравно и то, ali je bio uhićen u Hrvatskoj i pod neobičnim okolnostima je pušten iz hrvatskog zatvora. Očito su tu radile nekakve veze koje do kraja nikada nisu bile raščišćene. Dakle, tu je jako puno pitanja na koje još uvijek nemamo odgovore, bez obzira što je prošlo gotovo 30 godina od toga vremena, ali činjenica da su, dakle, indirektne veze postojale ne samo kad je u pitanju veza Arkana i određenog dijela vlasti u Hrvatskoj, nego i u drugim situacijama u ratu u bivšoj Jugoslaviji kada se znalo napraviti primirje da bi se isporučila nafta ili da bi se neki drugi biznis obavio koji se zapravo događao iza ratnih kulica. Na primjer, ova priказна која дават србијанските медиуми или српските медиуми околу Аркан вела дека наводно постоела трампа, дека ќерката на Туџман која е мажена во Србија е повлечена во Загреб, а за возврат ослободен Аркан. Тоа е едната од приказните кои српските медиуми ја дават. Втората приказна дека Здравко Мустач, еден од големите шефови на поранешните југословенски служби и на хрватските служби, има интервенирано, бидејќи сите нели знаат дека Аркан бил соработник на КОС, да биде ослободен од хрватскиот затвор. Тоа се двете приказни кои постојат и кои се ставени на маса изминативе години. Да, јасно, има наравно јако puno
primjera na koji bi se mogla ta teza potkrepiti i dokazati da su postojali dakle određeni kontakti. I to igri na KOS. Ko stoji za denite, ko stoji za drugite. Ili to je kontraobaveštajната služba на поранешна JNA. Аркан беше соработник на КОС. Во името на КОС има направено најмалку 20 убиства на територијата на Западна Европа. Значи, во името на КОС или ги одработуваше тие црни работи во името на КОС на територијата на Хрватска и на Босна и Херцеговина, а во името на КОС за одредени црни пари на хрватите и на босанците им продаваше оружје. Тоа се тие валкани страни на секоја војна. Секој конфликт и секоја војна носи такви работи, носи криминал и носи црни пари. На тој начин се финансираат службите. Во овој случај КОС или контраобавештајната служба, тој е мозокот на сите операции на просторот на поранешна Југославија, одработуваше за некои од големите служби во светот, дали за КГБ, дали за ЦИА, се едно. Во најголем дел, тој шверц на оружје, тоа купување на оружје, таа недозволена трговија на оружје оди преку Маđarske. Овие 12 шлепери кои Аркан, кои војува со хрватската држава, а од друга страна им продава 12 шлепери оружје, влегуваат веројатно преку Маđarska. Ja nemam podatak kojim putem je dakle to oružje bilo dopravljeno, ali je poznato da su određene količine oružja dolazile upravo iz Mađarske, to nije nikakva tajna. Гердена Њукич, вие велите, поранешен соработник на службите или поранешен член на хрватските служби, цитирате во вашите истражувања. Da, Jukić je dakle bio govorio oko toga dakle da je 12 šlepera oružja došlo uz pomoć Arkana, dakle da je Arkan bio taj koji je dopremio to oružje. Ja točno ne znam koja je bila ruta na kojim se to način išlo, ali činjenica dakle da on spominje da je oružje stiglo u Hrvatsku i to 12 šlepera koje je dakle plaćeno zlatom koje se nalazilo deponirano u sudu, vjerojatno zbog nekog procesa koje je trebalo. To je dakle njegova priča i tu priču kasnije spominje i Josip Manolić u svojim memoarima. Josip Manolić. Da. И да повторам уште еднаш, не беше возможно да дојдат такви крвави расплети на поранешна СФР Југославија, ако КОС или контраобавештајната служба на Југославија не беше вклучена во тие процеси. Беше вклучена во тие процеси и на едната и на другата страна. Зошто? Бидејќи луѓе на КОС одработува и за едната и за другата страна. Одработува и за КГБ, одработува и за ЦИА. Значи 93-та година... 28 септембар. 28 септември. Вика Изетбеговиќ, одберете 5000 луѓе кои ќе бидат убијани од четниците, за да има НАТО интервенција или интервенција на американците која е договарана со Клинтон. Da, ali ovi su pretirali verovatno dogovori, pazite jednu stvar. Ja ne znam to. Ovo ja govorim šta je bilo. Mi nismo to prihvatili. Nas nije niko u Srebrenici branio da kad su Srbi krenuli na zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija. Niko, ni Ujedinjene nacije, ni bilo ko. Tamo se Francuzi i Holanđani. Ne, Holanđani bili. Holanđani, ali su oni bili u malom sazivu. Drugo je njihovo loše ponašanje pojedinih vojnika prema narodu. Bilo je i njihovo, ali nisu oni bili u mogućnosti odbraniti. Da sam ja komando, ovo ne bi odbranili. Jer je trebalo da napravi procjenu Ujedinjene nacije da li neko može braniti ili ne može. I da poveća broj, je li tako? Znači vas niko ne brani? Niko. Значи намерно ја остават. Да. За да може да се направи интервенција. Да може да се бомбардира. Да може да се направи Дејтонски мировен договор. Овако. Значи, ако добро ве разбирам, Дејтонскиот мировен договор е направен на крвта на луѓето кои се жртвувани. На крвљу, ба. На луѓето кои се жртвувани. Видите едну ствар. И тамо седеле, цртале карти, правеле. 10. jula 1995. godini mi smo imali sastanak. Došao je negdje, nemojte me sad držati za riječ, oko 11:30 naveče. Znači, oko je 23, između 23 i 24 naveče. Znači, oko između 11 i 12 noći. Došao je Karamans, komandant UNPROFOR-a, da samo razgovara. Ja sam tražio da nam da oružje da se mi branimo. Da ne vjeri međunarodnoj zajednici, bez obzira što su tu bili Ramiz koji je bio, on je umro, ali je bio zamjenik Naseru, pošto je Naser otišao iz Srebrenice, nije bio tu, Naser Orić. Tako da sam ja tražio da to dan na onom su rekli moramo vjerati, sutra će u 5:30 biti određena je zona smrti. Sve uništeno što se kreće na 2, na 4, na 100 nogu. To je kažu?
To je Karamans rekao, komandant, u 5:30 ujutru. Međutim, u 5:30 ujutru nije bilo to. Bilo je neko zatišje, ja sam mislio nešto pregovaraju sa Srbima. I negdje oko 1:30 Srebrenica pada. Ja sam krenuo i neki ljudi smo krenuli šumom. Jedan narod koji je mislio da će moći naći spas, otišao je dole u Potočare, gdje je sada memorialni centar i tu je bio Unprofor. I dole su tako prošli kako su prošli. Mnogo je ljudi poginulo i putem, u proboju, bacali su oni otrove i svašta. Tako da je bilo veoma teško preživjeti, pa nema hrane, nema ničega. Ja sam putovao 6 dana i 7 noći do Tuzli, probijali se tako. Eto, to je to. Tako da je to jedno veoma teško stanje i kad počne meni pričati neko da međunarodna zajednica, ni Amerika nije tip, to je Clinton isto tu umiješan. Tako da može se ljuti kogod hoće na mene, nemam nikom ništa dužan. Nikom. Nikom na svijetu. Jedan fakt nemojte da zaboravite, početni gledači. Nema politička partija na prostoru na poranešna Jugoslavija koja ne je formirana sa pomoć na KOS. Nema političar koji je došao na vlast na prostoru na poranešna Jugoslavija ako nema sоработка ili odredena logistika sa pomoć na KOS. Тие ги носат на власт, тие ги користат и тие ги злоупотребуваат. Кога ќе дојде време, ги пуштат у политичка пензија. Тоа е сценариото. Сценариото од Словенија до Република Македонија. Господин Линчич, горе-доле помино 30 години од почетокот на распадот на поранешна СФР Југославија. Да. Можеме ли сега да го поставиме прашањето на кого му сметаше таа Титова Југославија? Pa zna se, to je, CIA je već 15, čak i skoro 20 godina pre nego što se Jugoslavija raspala, oni su već imali spremljeno sve planirano kako će to da ide. I oni su u prvom redu radili na Hrvatima i na Šiptarima. I odanda i počeli. Slovenija je imala pravo da se, kako se kaže, razvede od ostale Jugoslavije, jer slovenske dežele su stvorile zajedno sa Kraljevinom Srbijom, su stvorile Jugoslaviju. Hrvata nije bilo, Hrvati su bili ratni plen Ugarske, znači Mađarske, posle Prvog svjetskog rata. Ali oni su počeli i kad je Slovenija otišla, oni su počeli secesijski rat. Ne? Onda su tu uskočili i Šiptari koji su stvorili takozvanu državu Kosovo, gdje im Amerikanci pomažu i dozvoljavaju, a čak sad je i Trump rekao da zahtjeva od Srbije da Srbija prizna Kosovo. Pa šta se on upliče? Je li ima neko pravo, imam ja pravo da kažem Trumpu, daj ti mora da dozvoliš da je Teksas slobodna država. To nema pravo, a ono još uvek to radi. Во овој момент, почитувани гледачи, и во Косово, и во Македонија, и во Босна и Херцеговина, на власт имате луѓе кои во еден временски период во својата кариера биле третирани или како терористи, или луѓе кои се блиски на буџахедините. Не велам секојаш, меѓутоа во еден дел на својата кариера, така и во Република Македонија, така и во Косово, така и во Босна и Херцеговина. Тие луѓе се лесни за манипулации. Тие луѓе влагат од конфликт во конфликт, предизвикуваат конфликти и во Косово, и во Босна, и во Република Македонија, и преку тие конфликти се перманентно на власт. Бидејќи се перманентно на власт, има возможност на службите преку такви конфликти да креират одредени кризи и со помош на тие кризи да владат со тие држави. Тие држави се трите најфрагилни држави во моментот во регионот на Западна Европа или на Југоисточна Европа. Поради тие три држави ние најавуваме дека е возможна нова Јалта или нов Дејтон. Како тоа ќе се возможи? Преку тие терористи или луѓе блиски на муџахедините кои службите ги имат инсталирано во власт и во Босна и Херцеговина, и во Косово, и во Република Македонија. За да бидеме реални. Косово, Македонија и Босна се држави кај што терористите се власт. Терористите се во власта, не се надвор од власта. Кај нас после војната 2001 година терористите стана власт. Во Косово после војната 99 година луѓето кои беа на меѓународни потерници стана власт, и Хашим Тачи, и Рамош Харединај и така натаму. Во Босна и Херцеговина луѓето кои беа на терористички црвени листи стана власт. Ние сме тие три фрагилни држави. Ja vas ne razumijem. Ние сме ние три фрагилни држави, генерално, околу кои не им се знае иднината и судбината. Ja se ne bi složio s tim. Dakle, Bosna i Hercegovina apsolutno ima
svoje instrumente, ima snagu i volju da se bori sa ovom pojavom. I tu upravo iz tih razloga što postoji ta nekakva potpuno neutemeljena percepcija o povezanosti Bosne i Hercegovine sa bilo kakvim svjetskim problemom terorizma. To nije tačno. Jednostavno, taj problem je povezan sa svim državama. Kao što sam vam rekao, možda je u Francuskoj veći problem sa terorizmom nego što je tu u Bosni i Hercegovini. Ali ja opet neću da govorim ništa potpuno da kažem da je to jasno, jer ne mogu ja reći, nemam ja tih vrsta informacija na nivou ministra unutrašnjih poslova kantuna Sarajeva. Kog je počne se analizirati toj model na KOS, ima jedna konstanta. Te najčesto odbirat malcinski grupi v odredene etnička zajednica ili ljudi koji se čusuvat nacionalno ili vjerski inferiorni. Naprimjer, Ramuš Haradinaj sami odpriznava da je katolik, a treba da vlade so Kosovo kao što dominantno naseljenje muslimansko. Ili Hašim Tači, ili segašnjot Albin Kurti, za koji se smeta da ima odredeno crnogorsko poteklo. Така и во Македонија, така и во Босна и Херцеговина. Барат одредени личности. Те личности имаат некакви различности со доминантната национална или верска заедница во таа држава. Бидејќи имаат одредени различности, те чувствуваат одреден хендикеп. За да компензираат тој хендикеп, треба да покажат и поголема национална и поголема верска агресивност. Покажувајќи поголема национална или поголема верска агресивност, те ги носат начело на државата. Кога ги донесат начело на државата, преку нив прават одредени верски или национални конфликти. Кога прават одредени конфликти, тогаш можат да тргуваат со оружје и со се и се што, да прават црни пари и да можат да ја контролираат власта. Тоа е моделот на КОС. Би нудели да молчите, сепак овие се работи, ако вие ги кажувате со години наназад, овие се сериозни работи. Би нудели да молчите, би нудели пари. Jesmo nudili, meni je nudio, prvo su poslali da me ubiju. Pa nije se to dogodilo. Jedan od tih koji je trebao da isto ubije me, pošli su iz Sarajeva, došli su u Tuzlu, je zamjenik tog komandanta, ne bih želio spominjati njihova imena, znam, viđamo se mi sada. On je rekao ne, kad je čuo da treba meni, ne kaže, ja Hakiju znam, Hakija je pošten čovjek. I on se vratio. Kasnije, poslije je došao Izetbegović, Alija, i moj i njegov sastanak da se došla policija po meni, gore na Kozlovcu, zove se Kozlovac, u Tuzli, to je restoran zatvorski, kaznenog popravnog doma gore. To je bio i tu smo mi imali 3,5 sata razgovor. Tu mi je nuđeno i pare, i stan, 4-osobani lokal u Sarajevu, da izdam to, da školujem djecu, a ja da idem da malo se odmorim, uživam to, ja to nisam prihvatio. I ne kajem se što nisam hodan svjetla obraza. Tako da nisam razočaran. Razočaran sam ono što nam se nije trebalo događati. Nikome koji je razlog bio da se mi pucamo, da se tuđi. И гледате, почитувани гледачи, странските служби им ги носат муџахедините 92, 93, 94 година на босанците или на бошњаците. Од кои им донесу муџахедините, кои не им беа потребни и ги искористила таа војна од 92 до 95 година во Босна и Херцеговина, денес се обвинуваат Босна и Херцеговина дека е легло или дека е седиште на тие муџахедини. Значи, тие им ги носат и подосна тие ги обвинуваат дека овие се седиште на муџахедините. Тоа се моделите на тие тајни служби. Тие ве жигосуват и подосна врз база на тоа жигосување ви искористуваат да работите за нивните интереси. Ги имавте тие муџахедини и во војната и останаа после тоа. Човек шеташе по Сараево, ја напаѓаше американската амбасада. Шеташе облечен во муџахедин, шеташе со... Да, kad tako to posmatrate, možete vi reći da percepcijski... Automatska. Pa dobro, во ниједна амбасада друга во Европа не шеташе човек облечен ко муџахедин и напаѓаше американската амбасада. Може тоа договорено, може не, може тоа некој смислено сценарио, може не, но овде во Босна се случуваше. Ja opet moram reći, dakle, imaju agencije na državnom nivou koje se bore protiv ovakvih pojava. Oni imaju bolje informacije, ali to što je jedan čovjek koji je šetao, dakle, automatskom puškom, kao što kažete, to je bila prije, ne znam, 5, 6, 7 godina, jedna ekscesna situacija koja nije imala takvu opasnost kao što je ona percipirana u širom, evo, kao što i vi percipirate na neki način. Да, се согласувам. Вие подобро ги гледате однатре работите, подобро ги знаете. Ние доаѓаме тука нели на неколку дена, правиме интервјуа со вас и така натаму. Може би немаме доволно информации. Меѓутоа информациите кои ние ги имаме дека не постои безмалку терористички акт во Европа и во светот, а тие луѓе да немале босански пасоши.
I 11. septembra, ko se slučuje 2001. godina v New York, luge od ovde, od Bosna su bosanski pasoši koji su dojeni vo vremena vojna, tu učestvuju u te terorističke akcije. Znači ne možete da stavime glavatu, ili ne možete da stavite glavatu u pesok i da rečete vidite to ne postoji. Kao što vi kad bugarite, tazi dupka, ne je dupka. Od tuka se luge odeni, neko je donel. Ovo vaše pitanje koje na neki način etiketira Bosnu i Hercegovinu, a etiketira i grad Sarajevo možda kao neko mjesto gdje imamo ljude koji su uvijek povezani sa nekim terorističkim aktom. Ja to apsolutno odbacujem. Jer ova država Bosne i Hercegovine, kao što sam vam rekao, propisala je kao krivično djelo odlaske na druga ratišta. S druge strane, i u izvještaju nedavnom State Departmenta vi možete vidjeti da i State Department ocjenjuje Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja uspješno kooperira na svjetskom nivou borbe protiv terorizma. Dakle, ne možemo mi reći da je Bosna i Hercegovina na neki način to mjesto koje je uvijek povezano. I zašto službite rasturje Safareja? Na kogo im smetaše Safareja? I zašto Jugoslavija trebaše da iščezni da bude napravena nova Jalta? Gledajte, MMF, Svetskata banka, posebno Međunarodni monetarni fond. To je samo ovo, sa grabi, Сега ја ставија Бугарката на чело на Меѓународниот монетарен фонд. Говориме за Бугарија која некаде 95-та година беше банкрот држава. Да. Која не можеше сама себе се спаси. Истина. Сега Кристалина Иванова, или како се вика новата председателка или директорка на ММФ, ќе го спасува светот од финансиски кризи. Da, to je, mislim, to je ono, ja ne znam, ja mislim da jedini spas je da se ova Europska unija da ide do zla Boga pa da napravimo nešto novo. Pa možda će se desiti to, jer ja mislim da jednom se već desilo, kad se ovo Rimsko carstvo podelilo na pola. Pa je onaj zapadni deo išao u totalnu dekadenciju i za 100 godina se raspao, a sa druge strane bio je ovaj istočni deo Rimskog carstva koji je još 1000 godina išao i dalje radio i prosperirao. Ги донесува муџахедините. Ma kakvi muđahedini? Ви ги донесува муџахедините. Не можете 20 години да се исперите. Значи нема терористички акт. Во последните 20 години, а некој да нема лична карта. Ako kaže Некој Dodik, да нема лична карта. ne da од me ne Босна и shvati Герцеговина. pogrešno, ali ne plašim ga se. Ako kaže ja da BiH nije država, je li to protivustavno djelovanje? Jeste. Ona je država. Pa не само Доди, видите Стипе. Pa primjer, pa nisam sad ja rekao, da li ja, da li neko. Гледате Стипе Месич. Pa ne, Он доаѓа на чело на Југославија и се фали дека растурила Југославија. znam. И денес вели не чини работата у Хрватска, па не чини си растурила една држава која функционирала многу подобро од Хрватска, од Македонија. Slažem se s vama, ali samo ja sad govorim za Bosnu. Primjer. Jer gledajte, član predsjedništva kaže da BiH nije država, da Drina nije granica. Crta kartu ponovo Velike Srbije. Ima li krivične odgovornosti? И му помагат французи, и му помагат срби. No. А е донесен како американски човек. Da. Kakvi? Amerikanci pogriješili. Видите, ја не верувам у грешки. Pa pogriješili da veli ga oni... Господине Хаке, и ја не верувам у грешки. Pa i ja ne vjerujem. Доволно сум возрасен да не верувам у грешки. Знаете како? Има мотиватори и демотиватори. Да. Едни што ги носат американците или русите се мотиватори и ги фалат, исто тоа го работи и КОС. А вторите се демотиватори па ги критикуваат. Што прават? Ги стварат конфликтите. Со исти своји To je луѓе. odgovara im da pravi to. Апсолутно. I zato ja I kažem... taka pečela pari, ovaj, crni pari, znači, vojni, ovdje taka. nema ni pravosuđa. Ништо, ма нема на Балкан. Nema ništa. Не трујат со бомби со сиромашни Ljudi, dajte mi pravnu državu. Hoću da živim, hoću da poštujem drugoga, neću da smetam Добро, nikome. господине Хаке, како да верувате у држава? Доаѓа човек од државата и вели 5000 луѓе се договоривме да бидат убиени. Ma znam. Видите, значи 5000 кучиња е масакар да убиете. 5000, значи не говорам, овде 5000 луѓе како вие по абецеда ќе ги биравте. Со шкорчење, влечење ќе ги биравте. Како ќе ги биравте? 5000 луѓе требаше да бидат убиени за да има НАТО интервенција и да биде направен Дејтонски мировен договор. Као што беше војната во Македонија, се прави масакар, се прави Рачиново, па се прави тој договор. Рамковен договор. Као што беше и во Косово. Tako da sam, ne znam, Razočaran malce od... razočaran sam. Narod je pao. Pazite, odete kod naroda, ne dijelim na nas. Ама не го побудале народот. Ne, pao narod psihički. Ама го Nema побудале. više nikakve volje. Ама го побудале народ. Evo sad ću vam reći, Го внесува патија. u Srebrenici
nemate ni 300 osoba koje žive, bez obzira koja je vjeroispovijesti. Ima par i Hrvata, ali evo, pravoslavci i muslimani. Nema ni 300 u gradu. Če to vidim? Pa če vidim? Vidite ova Ode narod. И гледате како тие луѓе на службите, тие деца на службите или тие внуци на службите, ги преживуваат сите режими, ги преживуваат сите премрежа. Сакате војна, тие се тука. Сакате шверц, тие се тука. Сакате тајкуни, повторно се тие тука. Сакате ЕУ и НАТО, повторно се дел на луѓето од службите тука. Сакате Сорос или антисорос, и на едната и на другата страна се децата на службите. Тие ги преживуваат сите времења. Тие се периноси варијанта. Тие се луѓе кои можат и во Сахара да најдат вода. Затоа и преживуваат. На некој начин таа удба станува наша судба. Ова се ваши текстови за набавка на оружје, што ги пишувате во Ферал Трибюн пред некаде 15 години. Спомнувате Беркли банка, банки од Монако, банки од Лондон, шифри 990918, 2868 и така натаму. И така натаму, ова се све факсимили. Или како што го вели тој Фердинанд Ѓукич, кој кажува дека му биле потребни не кола, туку камионче кај што можел да ги стави парите за да може да ги пренеси. Да ги пренесе преку граница, да купи оружјето, при тоа да добие легитимација дека е соработник на хрватските служби за да може да помини без проблеми на граница. Значи истиот модел што се правеше во поранешна СФР Југославија. Одредени криминалци, одредени тајкуни, одредени припадници на подземјето добиваа легитимација дека се соработници на југословенски КОС, добиваа лажни пасоши, врше екзекуции или врше одредени работи операции за службите. Не се расчистени службите овде во Хрватска. Не се размонтирани службите овде во Хрватска, се уште се мокни тие структури во Карамарко, како еден од репрезентите на службите и така натаму, се уште се мокни. Sigurno da postoje određeni kontinuitet između tajnih službi i bivše države i tajnih službi Hrvatske države. To je zapravo na neki način bilo i logično jer je Hrvatska u procesu dakle osamostaljenja nije imala strukture koje bi mogle, dakle nije imala strukture među svojim ljudima koji bi mogli da naprave ozbiljnu tajnu službu, pa se onda naravno posegnulo za ljudima koji su ranije taj posao radili, a koji su iskazali lojalnost prema Hrvatskoj državi. To je... Dobro, gospodine Hidal, možno li je Tuđman da doјде на власт 90-та година? И не само во Хрватска, тука во сите поранешни југословенски републики, конкретно сега говориме за Хрватска, а службите да не му помогна. Службите кои го затвара, кои го гоне, кои го санкционира, кои на крајот на криштата му дадоа и пасош да може да оди да ја посети хрватската имиграција во Канада, во Америка, а подоцна и го носат на чело на хрватската држава. Го држа тамо доека им одговара. Тоа е улогата на службите. Тие се оние невидливи режисери кои од позадината ги влечат веројатно конците. Službe koje imaju informacije koje su nedostupne većini ljudi, sigurno da imaju i određene analize koje pokazuju šta će se dogoditi u dogledno vrijeme, pa se onda naravno prilagođavaju situaciji. To je tako jasno i tako logično. Da, dakle, ko brod. One dakle vrlo imaju sigurno dobre senzore da mogu predvidjeti situacije koje će se dogoditi, ne znam, u godinu dana ili pola godine. И како ќе заврши целата ова трагедија или целата ова комедија? Нашите млади луѓе или нашите паметни луѓе или образовани луѓе се иселат од Република Македонија. Може би е случајно, може би е намерно. Ако се спроведува лоша стратегија, ако таа лоша стратегија спроведуваат луѓе кои се таму инсталирани од службите и таа стратегија треба да има резултат, паметните луѓе да напуштат Република Македонија, кој ќе дојде на нивно место? Луѓе кои не се соодветно образовани, луѓе кои не се политички образовани, луѓе кои немаат капацитет да ја водат државата. Тие луѓе што немаат капацитет да ја водат државата, носат државата во криза. Таа држава која во криза на стаклени нозе, фрагилна држава. Таква држава не може да се грижи самата со себе. Ние имаме 3 такви фрагилни држави, најмалку 3 такви фрагилни држави во моментот на Балканскиот полуостров. Тоа е Босна и Херцеговина, тоа е Косово и Република Македонија. Поради тие 3 фрагилни држави ние треба да имаме нова Јалта и нов Дејтон. Што ќе се случи на таа нова Јалта и нов Дејтон? Русите и американците ќе се договорат околу иднината на Балканскиот полуостров. Кога имате чињенице или факти, ќе ви се случи тоа што се случи во Македонија. Безбедносна криза. Значи, за да имате чињеници или факти, ќе треба да ви се случи безбедносна криза. Некој треба да ви направи таа безбедносна криза. Тие што направи безбедносната криза во Македонија ги раселија, дали американци, дали срби, дали некои французи и така натаму, тие учествуваа во прајање на тие безбедносни кризи и кога ќе ви се случи таа криза, тогаш ќе имате чињенице. Моето прашање беше што правите да не ви се случи да имате чињеници и факти, односно да немате криза. Бидејќи како што гледам, вие сте следни на удар.
Како што гледам се случуваат одредени сценарија кои треба Босна, Косово и Македонија, може би како дел на Србија да направат во некоја нова заедничка федерација. Така јас гледам, може би грешам. Но така гледам на работите. И затоа сме фрагилни, затоа не прават нефункционални, неспособни да функционираме и така натаму и така натаму. To je upravo razlog, ta fragilnost, ta ranjivost naših država. Zašto ja ovdje na poziciji ministra unutrašnjih poslova se trudim da mi imamo jednu instituciju koja će biti jaka, da imamo vladavinu prava, da su svi jednaki pred zakonom. To je ono što mi radimo ovdje u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Ja vjerujem da će to biti dobro izvozno rješenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, da time u stvari ojačamo državu Bosnu i Hercegovinu, da ne bude fragilna i da takvi incidentni slučajevi koje vi spominjete, bilo sad, bilo u budućnosti, ne budu opasnost po našu državu, jer ćemo imati jake institucije. Na tome ću ja istrajavati. Каде тоа ќе заврши? Тоа мора негде да заврши. Ние не можеме 200-500 години само да се тепаме, да се бориме, да се караме, да се убиваме. И ќе дојде еден Макрон и ќе рече, види, вие не може да бидете. Ali se još ne ide se pomirenjem, pravljenjem budućnosti. Nemamo ništa od prošlosti. Ali to je moje mišljenje, pazite, možda ja griješim. Ali ne ide na pomirenje ništa. Ide još gori. Pazite, mi smo pjevali da smo, stvarno nisam razmišljao da li će me zaustaviti Makedonac, Crnogorac, Srbijanac, ja nisam to, a danas u školama se uči da drugog mrziš. U vjerskim zajednicama se uči da drugog mrziš. Pa se čak i mrze mene muslimani, odnosno ne svi, nego neki hođa, zato što ne mislim kon. Ili nekoga Srbina mrzi pop, zato što ne misli ko pop. Jer oni su privatizirali vjeru. Ja ne mogu od mog dijeta uzeti grijehe, ako je griješno moje dijete, na tom sudnjem danu. Na onom tam svijetu da kažem, Bože, daj mi grijehe da ja patim. Ne može, svako za sebe. Михлич, сум читал некој ваше интервју кај што велите дека луѓето се самоубивали у Сребреница. Дека во тој образ што тешко се издржувало психички. Па да. Дека луѓето взимале пиштол, взимале пушка, се самоубивале таму. Има една приказна која кажуваат луѓе кои учествувале во војната, велат коњите се фрлаа од планините, од брдата, бидејќи не може. Коњите се фрлаа. Pa znam, ali imate danas, ne objavljuju oni mnogo u vijestima. Danas ljudi su pukli, psihički. Skoro svaki dan imate samoubistvo. To se recidivi na vojната. Pa. Ne vidi ljudi budućnost, ne vidi perspektivu. Sa 8. sprata skoro svaki dan pročitaš, pada, većina je 8. sprat nešto je to. Pada samoubistvo skokom iz 8. sprata zgrade. Izvršio samoubistvo on. Ubio ženu, pa ubio i sebe. Ubio komšiju. Šta je ovo, bolan ljudi? Gdje mi ovo idemo? Ако имаме мал Шенген, дали ќе имаме нов Дејтон или нова Јалта? Ако имаме нова Јалта, каква ќе биде таа 50-50 поделба на Балканскиот полуостров? И во кој дел на таа 50-50 поделба на Балканскиот полуостров ќе остане Република Македонија? Гледате денес што се случува. Во поранешна Југославија служевме воен рок. Денес машките се хомосексуалци. Тако е. Не излегуваат, седат покрај интернет. Девојките место да чуваат деца, шетаат кучиња. Се сменија вредностите. Истина. Се сменија вредностите, станавме едно, како да речем, општество и друштво кое што нема морални вредности. Tako je. A to je bilo namjerno napravljeno. I u Sloveniji, ja sam bio protiv toga da se ne služi vojni rok. I naša partija radi na tome da ćemo guramo to da se ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka. Jer muškarci danas nisu više muškarci. To su neki, ne znam šta, neki beskičmenjaki kojeg ne interesiraju žene, kojih interesira ili telefon, ili pederi, ili tako nešto. Sve se raspada. I mogu da kažem da su čak majke meni govore, bilo bi izuzetno dobro da moji sinovi, moj sin ide da služi armiju, jer bi postao čovjek. A ovako... Би станал маш, така велевме, нели? Кога ќе дојдеш да служиш војска, веќе си здрел и спремен за женење. Тако е. Стануваш маш или мушкарец, што се вели. А данас šta se dešava? Ženi se muškarac sa muškarcem. Pa kad se pogleda u Luksemburgu, onaj predsjednik vlade Luksemburga ima
svog muža. Sad ne znaš ko je žena, ko je muž i robo su muškarci. Mislim, to je da padneš u nesvijest. A ima jedan štos, ne? Da su pederi, homoseksualci su 8. čudo sveta. Ne razmnožavaju se, ali ima ih više i više. To je dobro što se. Ovo беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, се гледаме во недела во 22 часот со последната емисија за 2019 година. До недела, 22 часот, ви посакувам пријатна вечер Македонија, каде и да си.